Вчера се одржа традиционалното доделување на награди за најдобрите инфлуенсери во Македонија и регионот, поддржано од Убавина и здравје. На гламурозната гала забава беа присутни познати личности од естрадата и инфлуенсери кои се здобија со признание и награди. Екипата на Hype МК беше присутна, па немаше како да не прашаме што за нив представува поимот инфлуенсер. Дали во Македонија постојат влијателни инфлуенсери и пробавме да дзирнеме што нашите јавни личности најчесто пребаруваат на Инстаграм. Што за тебе представува зборот инфлуенсер? Па инфлуенсер за мене лично представува одредена личност која што има одредено влијание врз одредена област, да кажеме дали тоа фитнес, исхрана, патување, било што, и добро што е денес тоа така, ако луѓето го гледат во на позитивна смисла сето тоа, можат многу да се помогнат. Денес ми имаме навистина луѓе кои што се навистина добри во своето поле, кои што има многу да научиш. Ја навистина следам многу, учам од нив, секојдневно гледам некои нови трендови, така да мислам дека е окей и во ред да има инфлуенсери, ги почитувам секој тие што го работат. Тоа било дали во Македонија, Србија, надвор од нашите простори, така да окей. Имаш ли некој инфлуенсер вака што ти е на тебе омилен, например, што ти е инспирација? Па не знам дали инфлуенсер, например, Немања Миловиќ од Србија ми е еден и добар и пријател пред се и неговите совети навистина знаат многу да помогнат многу луѓе, така да тој покрај што ме пријател, следам редовно Смилјан Мори неговите бизнис приказни кои што навистина може да инспирираат многу луѓе за ако сакат да направат собствен бизнис, така да има навистина луѓе од кои што може да учиме многу денес. Кажи ми, може ли да ми покажеш што последно имаш пребарувано на твојот серч во Инстаграм? Те молам. Ајде да видиме. Не бија фитнес, ова е бренд кој што моментално направивме соработка со овој бренд. Имаме нели наш шоп во Виена, така овие производи се не бија бренд кој што потикнал од 1965 година, исто како што постанал Мистер Олимпија, така ние често ќе имаме соработка со овој бренд и еве последно сум гледал што ново има на нивниот вебсајт. Кажи ми што представува за тебе зборот инфлуенсер? Инфлуенсер е некој што е влијателен и кој што публиката едноставно го сака. Постојат ли кај нас инфлуенсери? Па да, секако мислам дека постојат доста инфлуенсери кои што го добиваат тој фидбек од публиката, од луѓето кои што ги следат. И тоа е баш убава таа размена на искуства. Кажи ми, може ли да ми покажеш што последно имаш пребарувано на Инстаграм? Ајде. Никако многу лесно се сложим. Ајде. Сигурно не е ништо страшно. Многу страшно. Ова е руска пејачка, се вика Себил. Многу ми се допаѓа нејзиниот стил. Може ти инспирација? Па да, ми беше инспирација оваа нејзина фризура за вечерва. Прекрасно. Само не црнка, јас сум плава, ама мислам дека добро ја завршија работата фризерите од Ајдици. Здраво, Александар, како си? Како се чувствуваш вечерова? Здраво, супер сум. Ти како си? Супер, сум и јас. Кажи ми што за тебе значи поимот инфлуенсер? Па, самиот збор означува влијание, некоја влијателна личност. Сега имаме различни видови на инфлуенсери, но имаме некој кој што има влијание, кој што нема влијание, така да уцелина тоа мислам. Постојат ли кај нас инфлуенсери што имаат влијание? Па мислам дека да, што се прават вакви настани, што доаѓаат многу прекрасни креатори, инфлуенсери така наречени. Верувам дека да, пошто пак гледаме дека тој пазар се повеќе и повеќе расте кај нас тука во Македонија, така да мислам дека може ли да ни издвоиш некој од нив? Многу е тешко, пошто има многу онака добри инфлуенсери, пример Марис ми е предобра, ја обожавам. И пребо изгледа, пребо се облака, пребо видеа прави, така она ми е топ. Кажи ми од некој од странските вака што ги следиш, што се твоја инспирација, например? Збориме на глобално ниво? Да, интернационално, глобално. Так. Ема Чемберлен од секад сум ја следела, од секад ми била онака инспирација. Пошто е многу слободна на камера, не се плаши да се изразува и да биде своја и некако тоа ме потикна и јас да бидам таков на некој начин. Па кажи ми, може ли да ми покажеш последниот твој серч на Инстаграм? Те молам, ајде да видиме што пребаруваш најчесто на Инстаграм. Окей, еве. Видете ги сите. Ни страна нешто за квотове барав. Да. Ова се се луѓе со кои што патував и ги
додавав на Инстаграм, така да тоа. Евче го прашав Александар пред малци, сакам да те прашам и тебе. Што значи за тебе зборот инфлуенсер? Како го доживуваш? Па инфлуенсер според мене е личност која што има влијание на поголема маса на луѓе и убаво е што постојат инфлуенсери бидејќи на тој начин не знам, и луѓето се поврзуваат кога гледаат некоја личност, идеја, кои работи се допаѓаат и јас сум скоро инфлуенсерка, не сум нешто долго време, но ја чувствувам таа убава енергија од луѓето и навистина е убаво чувството кога некој ти верува на тебе, те следи, го гледа секој твој чекор и сето она што ќе го прикажеш е прифатено. Тоа е всушност инфлуенсер, да бидеш прифатен од поголема група на луѓе. Постојат ли кај нас добри инфлуенсери? Да, тука според мене. Не шала на страна и да не се знаевме и да не бевме блиски, според мене он е еден од најдобрите. Знам колку се вложува и знам се тоа позадински шта се случува и дефинитивно. Може ли да ни покажеш твојата серч листа? Што последно имаш пребарувано на Инстаграм? Леле, Тој мене ме интересира. Океј. Бутици. Машти? Да, машми джангл, мандар се издадов. Зашто мандар? Ау, хајп, супер. Па мислам дека некој рил ми излезе од него, некој скеч, заради тоа сакав пак да... Здраво, Љупка, Горан, како се поминувате вечерва? Здраво, Ели, добро, супер. Горан? Благодарам. Кажете ми што за вас представува поемот инфлуенсер? Инфлуенсер е профил кој што има доста гледаност. И е инфлуентен на луѓето. Има влијателност и моќ. Постојат ли во Македонија инфлуенсери? Па, да, постојат. Не многу, мислам постојат многу инфлуенсери, ама не толку влијателни инфлуенсери. Сега, друго е да се класифицираш упреква на инфлуенсери, друго е да вистина да си инфлуентен профил. За мене инфлуентен профили се многу малце, се жал. Ама ете идеме у нагорна линија, така да може би со тек на годините интерес. Дали имаш ти некој инфлуенсер вака што го следиш од интернационално ниво, да речеме? Сигурно имам, да, повеќе. Што се? Горан, за тебе што представува зборот инфлуенсер? Инфлуенсер е нешто многу специфично, ајде така да кажеме, за некој да биде инфлуентен. Ја веќе неколку пати на посветствувам дека бројот на следбеници не ги прави луѓето инфлуенсери по дефолт, меѓутоа лик кој што има некаков кредибилитет да влијае на нечие мисли. Постојат ли во Македонија инфлуенсери? Па постојат, да речеме, профили како мојот, како на Љупка, кои што се инфлуентни, ама нашата цел по друга страна никогаш не било тоа. Нашите профили некако повеќе пропагираат некој лајфстайл и нешто што ние го сакаме. Дали следиш ти некој профил што ти е инспирација? Инспиративни профили има многу, да, најчесто тоа се профили од надвор, а во Македонија исто така имаме профили кои што имаат тежина. Ете, ја тука би ја спомнал, Љупка како моја долгогодишна пријателка и бизнес партнерка во моментот, и да речеме дека ете Мија после исто така. Може ли да ме покажете што последно имате пребарувано на Инстаграм? Сигурно си дека сам. Па да. Чакай да избришам. Немој да бришете, немој да бришете. Ја во суштина барав да проверам кои се луѓето кои што денес добија наgrada. Добро, може да видиме? Не. Јас обично кога пребарувам, потоа бришам. Празно е. Аха, паметно. Здраво, Марио, како си поминуваш вечерва? Здраво и на вас. Се поминувам одлично и многу сум среќен што се гледаме по втор пат и што сте присутни како единствен шоубиз медиум овде на доделување на овие инфлуенсерски награди, како ти се вика и вето. Постојат ли инфлуенсери кај нас? Па види, не можам да кажам дека не постојат. Тоа дека многу касно го прифативме тоа како професија е реална ситуација, меѓутоа постојат. Така што давам едно признание, затоа и вечерва сум овде. Што за тебе представува зборот инфлуенсер? Јас го третирам зборот инфлуенсер баш онака како што Google го третира. Човек кој има влијание на еден или повеќе луѓе. На било кој начин и било каде. Така што тоа е инфлуенсер за мене. Знам дека ведно перен малце зборов, дека народов не го милува многу, дека не му е верно како некој може да заработува толкави пари, па веќе се со ваква професија, меѓутоа дека тоа постои, така што не можам да го деградирам. Кажи ми, зашто ти не доби вечерва награда? Па види, ја секоја година
ме повикуваат на убавено и здравје да долување нови награди, меѓутоа никогаш не добивам награда. Рака на срце, што би кажале стариве, нит се пријавам на тие категории за New Stars, нит сум New Stars на моите скоро 30 години, а втора работа, може и не сум им доволно инспиративен на тие што ги доделуваат наградиве, така што горе-долу неам траума од не добиена награда. Се надавам дека еден ден ќе го достигнам тој врв и убавен и здравјен додели награда за инфлуенсер, например, у бодибилдинг. Нека слушате убавина и здравје и до година. Убавина и здравје, слушате до година. До година или јас светува. Ама не мој у бодибилдинг. Јас се зезам само. Нешто што е Ке lepota. пуштам брк па за брк да добијам. Боже. Филип, здраво, како се чувствуваш вечерва? Видов дека доби награда за фешн инфлуенсер. Колку ти значи, кажи ми, колку се радуваш? Искрено многу сум среќен и баш благодарам на Батиста и на убавина и здравје. Така да ова ми е моја прва награда тука и прв пат учествувам. Така да баш сум онака среќен. Кажи ми, што представува за тебе зборот инфлуенсер? Па, зависно за кој како, јас гледам да ги изнесам сите оние убави работи, да бидам пример за еден добар човек пред се. Хуман и добар човек. Тоа е најбитно. Постојат ли во Македонија добри инфлуенсери? Постојат. Сите овие тука што ги видовме вечерва што добија награди, искрено тоа се многу добри инфлуенсери кај нас. Дали имаш некој инфлуенсер што го следиш, што е твоја инспирација? Еве, може да кажеме од интернационално ниво. Од мал уште, може да Маријано Дивао, Крис Хемсворт. Мислам, они не Крис не е нели инфлуенсер, он е повеќе актер е, додека Маријано Дивао е инфлуенсер, така да тие. Може ли да ми покажеш што последно имаш на твојата серч листа на Инстаграм? Ајде сега ги ти покажи. Мораш сите да ги... Па, последно е, последно. Чекај, вака ги направиме сега. Еме тука, па еве ги. Љупка Митрова, зошто Љупка Митрова? Па не, ради брендот што го отворија нов и ме интересираше што како има, така да за тоа и серч сум направил.